Благодарам за вашата соработка. Ви посакувам све најдобро. Селим Адеми остана до последниот ден од мандатот и покрај повиците за оставки по незаконското разрешување на експредседателката Весна Дамева и по интерпелациите во собранието. Владеачкото мнозинство во Комисијата за избори и именување вчера предложи негов наследник да биде Албан Кадриу, главен советник за прекршоци во Тетовската полиција. Во биографијата му стои дека положил правосуден испит и магистрал јавна администрација и меѓународни односи. Експертската јавност реагираше. Премиерот пак, кој често го критикува судството и членовите на судски, заможниот наследник на Адеми вели не е предлог на владата. Се додека кандидатот ги исполнува условите согласно повикот и сите тие критериуми согласно закон, ние тука не можеме ништо да направиме како влада. На крајот од денот останува на пратениците да одлучат дали ќе го поддржат или ќе побараат некое друго решение. Така што ова не е предлог на владата, туку ова е предлог кој што доаѓа од парламентот. Законот за судски совет, кој се чека подолго време и во кој појасно се дефинира кој е истакнат правник што може собранието да го предложи за член на ова тело, го мина првиот собранински филтер истиот ден кога беше предложен кандидат за член на судски по старите критериуми. Тоа ги разочара невладините од Блупринт групата за реформи во правосудството. Велат, се создава перцепција дека ваквите постапки го релативизираат и изигруваат реформскиот процес. Забележуваат и дека по објавувањето на огласите за избор на нов член по стариот закон, постапката за новиот закон нагло беше забрзана, за разлика од претходно, кога неоправдано се одложуваше. Наместо избор кој би се темелел на јасно утврдени и високи професионални стандарди за критериумот истакнат правник, како што беше предвидено со новото законско решение, постои реален ризик повторно да се применат застарени и веќе широко критикувани практики. Особено загрижува и фактот што собранието и покрај претходно изнесените критики и изгласаната интерпелација на членовите на судскиот совет од редот на истакнати правници кои се избрани од собранието по старите критериуми, повторно пристапува кон избор по иста постапка. Невладините со апел до собранието, пред да се избере нов член на судскиот совет, доследно да ги почитуваат собствените заложби за подобрување на критериумите за избор на член на судскиот совет од редот на истакнатите правници. Меѓу новите критериуми е и тоа кандидатот да се докажал со научна или професионална работа за прашања од областа на правосудството, да се докажал со свое јавно делување во заштитата на владењето на правото, независноста на судството и човековите права. На крајот на месецот мандатот истекува и на Весна Дамева, а со месец е празно столчето на кое седеше Милјази Мустафа. Нивни наследници треба да предложи претседателката која го чека новиот закон за судски.